Добар ден, криптоентузијасти. Гледате каналот Криптогемиџија. Денеска ќе зборуваме за едно многу битно надградување на DCA стратегијата, Dollar Cost Average. Веќе претпоставам дека сте ја виделе во нашите едукациони видеа. Ова е многу битно надградување кое што дополнително ви покажува како да ги определите зоните на акумулација наспроти зоните на дистрибуција во еден огромен, да речем, циклус на bear и bull маркет. Сега, значи, како што може видите, посебно затоа што моментално се наоѓаме во bear маркет, кога се тоа го правиме, е многу битно да го едуцираме оној кој што сака да научи како понатаму, нели, да знае кога се најдобрите моменти за акумулација, кога се најдобрите моменти за продавање, односно дистрибуција на одреден bull и bear маркет. Сега, за да го направиме тоа, ќе почнеме од почеток. Значи, ова е алгоритмичко представување на биткоин чартот. Се ќе ви биде јасно, ќе почнеме од буквално нула, само сака да ви покажам како отприлика треба да изгледа чартот на алгоритмичко представен и потоа ќе отидеме во детали, но прво мораме да го сетираме. Значи, за почеток ќе ги избришеме сите индикатори и ќе започнеме од почеток. Значи, ова е аналогното представување на чартот на биткоин, каде што цената, прво да, нели, мораме да направиме разлика помеѓу што е аналогно, а што е логаритмичко представување на цената. Значи, во аналогното представување на цената се движи, значи, сите овие мерки од десна страна на овој ленјер практично, се еднакво представени, односно како што може да видите, во овој сегмент на биткоин се по 5000 нагоре, така. Сега, разликата е во тоа што овдека, значи, само чисто да ви покажам која е разликата. Во аналогното, доколку го земеме во долниот дел од аналогниот чарт и измериме, да речеме, еден сегмент од чартот, значи, овдека имаме представување на процентите каде што долниот дел од чартот имаме многу поголем процентуално представување за разлика од истата количина доколку го представиме тоа овде. Разбирате? Затоа што значи, разликата помеѓу аналогниот и логаритмичкото представување на чартот е во тоа што доколку го представиме логаритмички и го одзумираме, значи овдека во било кој сегмент од чартот доколку го измерите, да речеме, растојанието помеѓу еден и друг сегмент, ќе биде подеднакво. Значи, гледате, овдека е 200, доколку отприлика земеме и овдека нешто слично, некоја големина, гледате, значи отприлика е повторно 200. За разлика од тоа, разликата е во тоа што како оди нагоре самата цена на биткоин во аналогното представување, значи само за да може тоа подобро да го видите, да речеме, еве на ADA чартот, чисто да видите што уствари станува збор. Значи, знаеме дека процентуално кога цената расте од 0 до 1 е 100%, така? Но од 1 до 2 тоа ќе биде 50% пораст, така? Од 2 до 3 ќе биде уште помалку од 50% пораст, 25. Поентата е во тоа што како оди нагоре вредноста на самиот чарт, така процентуалната вредност се намалува. Односно, доколку сме имале профит од 0 па до, како што рековме, 1, од практично во случајов, нели, 1000%, од 1 до 2 ќе имаме половина од тоа. Значи, ево, од 1 до 2 ќе имаме 100%, ме разбирате? Тоест, помалку од тоа се разбираме, извинете. Поентата е што како одиме нагоре, како што и од 2 до 3, значи, гледате, имаме 40%. Значи, се повеќе и повеќе се намалува процентуалната вредност. За разлика од тоа, кога ќе го представиме логаритмички чартот, значи, истиот има постојано иста вредност во било кој сегмент од самиот чарт. Значи, тоа е поентата на представување на логаритмички и на аналогно на цената на одредена вредност, значи, во случајов, нели, криптовалута. Сега ќе се вратиме повторно на биткоин чартот. Значи, го користиме биткоин чартот Bitsum. Разликата е во тоа што овој не нуди најголема, значи ја нуди целосната историја. Значи, кога ќе запишете BTC USD, одберете го Bitstamp чартот, затоа што истиот нуди целосна историја на биткоин за разлика од останатите. Останатите најчесто нудат од моментот кога во однос од тоа од каде доаѓаат, дали се на Binance или на Kraken или на Coinbase, значи во моментот кога на тие платформи е воведен биткоин како валута за тргување, од тој момент тие го следат чартот. За разлика од тоа, Bitstamp чартот е од самиот почеток на биткоин.
Значи тоа е првото што треба да го направиме, затоа што ни е битен значи целосниот чарт на биткоин за да можеме точно да ги видиме логоритмичките вредности во DCA. Сега, следно што треба да направиме, значи во индикатори, како што се сеќавате, значи сакам да ги додадете следниве индикатори што ги гледате овде, сакам да ги додадете како значи само треба да го запишете името на секој од овие за почеток и ќе ви ги даде самите индикатори и сакам да ги направите ваш фаворит, односно да ви бидат омилени и на тој начин да ви ги дава како значи да ви ги дава како брза алатка. Ве молам запишете ги еден по еден, значи слободно паузирајте го видеото, направете го тоа и откако ќе ги најдете сите овие алатки и ќе ги запишете како омилени, многу поедноставно ќе можете да ги додавате од оваа паѓачко мени, да не мора да ги барате еден по еден. Значи тоа е на некој начин дел од овој напреден курс каде што нели се повеќе и повеќе се усовршуваме со нови и користење на алатките на TradingView. Следно што треба да направиме за да го направиме значи овој алгоритмички чарт каде што можеме да следиме што се случува во однос на алгоритмичната страна на биткоин, на најголемиот чарт од самиот почеток, значи ќе ги додадеме 4MA, тој ќе ни биде првиот индикатор кој што ни е потребен, потоа ќе ве молам да го најдете Bitcoin Logarithmic Growth Curves. Значи тоа е многу лесно, се само треба да запишете името, значи ќе го додадеме тој, потоа ќе го додадеме Bull Market Support Band-от и ќе додадеме волумен. Значи тие ни се основните кои што ни се потребни за макрочартот да видиме што се случува. Сега, следно што треба да направиме во овој десен нагол, значи кога ќе притиснеме на лог, практично го менува, значи го менува самиот чарт по логоритмичко представување на ова добро, значи тоа може да се направи за било кое добро, за во моментот ќе го направиме тоа на биткоин затоа што биткоин ни е најбитниот значи како што рековме прва и најголема валута која што е најбитна во самиот пазар и истата диригира како самиот пазар ќе се движи. Сега ќе направиме подесување на она што веќе го имаме нели одбрано како индикатори. Прво ќе замално отворите го 4MA. Како што рековме, ќе ги наместиме боите постојано како што веќе трениравме досега за да биде поедноставно во вашето. Значи, затоа што веќе сме ги тренирале овие бои, ќе биде поедноставно и веќе сте навикнати да ги гледате истите. Значи, како што рековме, зелена, жолта, црвена и плава, но нема да ги ставиме нормалните инпути како што ги ставаме во нормално користење на 4MA, ќе ги ставиме како што го правевме тоа за да видиме до каде моментално е самиот bull market support band и нели да видиме до каде е самиот bull market. Значи 50, 100, 200 и 300 мерни единици како просечна вредност за случајов на неделно ниво. Значи користите го на неделно ниво нормално. Значи ќе се навратиме на најбитниот значи нели ова е уствари индикаторот кој што е најбитен во оваа ситуација, Bitcoin Logarithmic Growth Curves, така се нарекува. Сега влезете во, значи другото е се оприлика сетирано, но би ве замолил во случајов да ги исклучиме, односно да не се гледаат. Значи само кликнете на ова око, hide на Bull Market Support Band и на 4MAs. Значи да оставиме само волумен и да оставиме во оваа ситуација Bitcoin Logarithmic Growth Curves. Сега ќе влеземе да го подесиме истиот, значи влезете во Settings, значи во Style, на првиот, вториот и третиот ќе ве замолам да ставите зелена боја и значи зелена боја, но и да ставите оваа здебелена линија за да биде и направете бојата да биде на 100% овде, за да биде по-јасно каде се наоѓа моментално таа граница. Направете го истото со првите три вредности на Фибоначи секвенцата, ќе ви објаснам што станува збор поточно во момент, само да ги сетираме. Значи рековме на значи така на 100% и последната е на 85,4% на Фибоначи вредноста и здебелете линијата на третата и истото го направиме со првите три, најиздолните три вредности, односно најдола на овој сегмент. Значи црвена, ќе ставиме црвена со 100% издебелување на третиот левел, истото и на 9% од Фибоначи секвенцата, како и на 15% од Фибоначи секвенцата.
Сега ќе објасниме што поточно е ова што го гледаме моментално. И средната линија, јас предпочитам да ставам како жолта линија, за да знаеме моментално каде е уствари прекршувањето на 50% од Фибоначи секвенцата. Значи, чисто да знаеме што уствари станува збор, ова е прво да ги обележиме, а потоа ќе објасниме и кое што значи, само здебелете, а чисто за да биде многу по-јасно во однос на тоа што се случува на чартот. Значи, откако направивме ова сетирање, прво да објасниме што уствари сетиравме и што гледаме моментално на чартот. Значи, како што рековме, секоја промена на чартот од логоритмичка во аналогна представа на самото добро се прави со ова копче овде. Сега, дополнително мораме да објасниме што уствари се овие линии, она што го додаваме, значи Bitcoin Logarithmic Growth Curves. Тие се направени со помош на Фибоначи секвенцата од почетокот па до крајот на овој чарт, и истите ни представуваат за облување на целиот овој чарт од самиот почеток па до крајот, каде што Фибоначи секвенцата сама по себе ни покажува како изгледа намалувањето на она што го рековме, нели имаме за разлика од претходните циклуси, истите се подолги, а профитот е се помал. Значи веќе го разговаравме тоа. Односно diminishing returns и long cycles. Значи, тоа е уствари оно што веќе го разговаравме претходно, верувам дека го имате погледнато видеото, доколку не, може да го погледнете, тоа беше неколку видеа наназад, но поентата е во тоа што, како што може да видите, значи, самото заоблување на Фибоначи секвенцата во оваа ситуација од почетокот до самиот крај на овој чарт, значи гледате како постепено се намалува се повеќе и повеќе, затоа што за разлика од аналогното представување на цената, овде како што може да видите имаме кај аналогното беше се за 5000, така? За разлика овде гледате што се случува. 3800, 5800, 9, 14, 21 и како оди нагоре се повеќе и повеќе се зголемува вредност, затоа што процентуалното кога го мериме, процентуалното качување на биткоин е логоритмички представено во секој сегмент од табелата да биде исто. Она што вие треба да го извлечете од овој индикатор и од оваа табела е дека истата може многу да ви помогне во однос на пронаоѓање кои се најдобрите акумулациони зони, а кои се најдобрите зони за дистрибуција, односно за продажба. Значи, чисто за да видиме како изгледало тоа во претходните булрани, значи ќе ви покажам каде моментално се наоѓаат, еве ќе ги подвлечеме. Значи тоа се ствари врвовите на Bitcoin Bull Cycle, како и самите дна на Bitcoin Bull Cycle, значи ќе ги подвлечеме врвовите со плава додека дното со црвена боја. На тој начин ќе можеме да имаме разлика во однос на акумулационите и само момент, значи ова ќе биде црвена затоа што овој беше званичниот врв на претходниот bull market и моментално се наоѓаме во bear market, она што веќе го разговаравме, значи она што сакам да ви го покажам моментално. Доколку сте ги следеле логоритмичките представувања на биткоин на практично на целиот негов чарт во минатото, значи многу едноставно, затоа и ги поставивме овие зелени и црвени линии за да можеме да видиме каде било најдобро да се акумулира, а каде било најдобро да се продава. Со тоа што овие 10 нивоа се уствари 10 различни проценти на биткоин на Фибоначи секвенцата и нејзиното практично коригирање на цената нагоре или надолу. Како што може да видите, сите се постојано испочитувани од цената на биткоин, но она што треба да го извлечеме е дека секое паѓање на цената под жолтата линија, односно под 50% од Фибоначи секвенцата, представува време за акумулација, додека секое движење на цената над жолтата линија представува време за дистрибуција, односно продажба. Со тоа што DCA во напреден левел се прави на тој начин што, еве, чисто ќе замуираме еден дел од чартот за да може да видите што станува збор поточно. Значи, секогаш кога се наоѓаме во долниот дел од чартот, да речеме дека имаме пример, еве, 1000 евра, така. Со овие 1000 евра, секогаш кога се наоѓаме на долниот дел од чартот под 50%, рековме дека треба да акумулираме. Но разликата е во тоа што доколку се наоѓаме на ова прво ниво одма под 50%, што е негде прилика околу 40% од Фибоначи секвенцата, би купиле биткоин, но би купиле, например, само 10%, односно 100 евра од нашите 1000 евра во вкупната вредност на нашето портфолио, а останатите би ги чувале во случај цената да продолжи да паѓа надоле.
Кога ќе стасеме до второто ниво, да речеме дека овој пат би внеле 25% од нашите стейблкоини во портфолиото, во тој случај на пример би внеле уште 250 евра, значи во овој момент веќе имаме 350 евра внесени во биткоин во нашето портфолио затоа што цената продолжува да паѓа. Истото да се случува и понатаму. Како се повеќе се движи цената надоле, ние се поголем процент од нашето стейблкоин портфолио треба да го внесуваме во биткоин. Со тоа што, значи кога ќе паднеме на овие последни три линии, во овој случај во било кој сегмент од овие последни три линии можеме да внесеме што можеме повеќе стейблкоини во биткоин, затоа што како што може да видите, тоа е на некој начин најдлабокиот пат што може да го доживее биткоин до сега во логоритмичката представа на својата цена, со тоа што овој момент, значи знам дека сите ќе го погледнат овој момент, чисто да објасниме што уствари ова е овде моментално. Ова е најавувањето на COVID кризата, на COVID пандемијата, и ова се нарекува Black Swan event, односно истиот не се случува многу често. Тоа е како во 2008 економската криза предизвикана од колапсот на банките во Америка, што моментално се наоѓаме на истиот таков момент на Black Swan event, каде што имаме не една, туку неколку кризи кои што го предизвикуваат ова излегување на цената на биткоин од логоритмичката проекција надвор, што е многу редок случај, како што може да видите, ова е само поради тоа што имавме пандемијата, а во овој случај затоа што имаме војна во Русија, во исто време имаме инфлација, како и имаме рецесија предизвикана од пандемијата, која што и треба време за истата да се појави на некој начин, да се манифестира на економијата во светот. Ова моментално што го гледате е уствари она што ви го кажувам, дека доколку имате стейблкоини, ова е најдобриот момент за купување на биткоин, затоа што ова се случува многу ретко. Еве да забележиме во претходно, значи ова претходно се случува во 2020-19 година кога имавме пандемијата. Претходно, видете, никогаш не успеал биткоин да излезе од ова логоритмичка представа. Значи секогаш се наоѓал во долната граница, но никогаш не успеал да ја пробие надолу. Тоа не значи дека нема да се случи во иднина, но и да се случи, тоа значи дека само треба да се направи подесување на самиот индикатор за идните вредности, што во моментов нема потреба да се направи затоа што како што може видите се уште е комплетно валиден. И истиот дополнително е комплетно валиден и во однос на неговите врвови. Значи гледате, ова е 2017 врвот, како и во 2014-13 врвот, кога значи со неговото влегување во овие три максимални нивоа на Фибоначи секвенцата, значи се наоѓаме во момент каде што треба максимално да продадеме од своето портфолио. Значи доколку истото го правиме со паѓањето, односно колку повеќе паѓа под овие Фибоначи нивоа, толку повеќе додаваме од оние, да речем, стейблкоини кои што сме ги трнале настрана. Значи разликата е во тоа што доколку овдека сме купиле и сме ги потрошиле сите стейблкоини, кога ќе продолжиме нагоре и ќе пробиеме на тоа линија на 50% од Фибоначи секвенцата, почнуваме да вршиме обратен процес на DCA, односно продаваме. Значи, доколку сме го купиле, да речеме, еве овие 1000 евра веќе сме ги внеле во биткоин, значи во моментот кога ќе пробиеме над 50% од Фибоначи секвенцата, ние треба да почнеме да продаваме исто како што сме купувале. Односно, првата Фибоначи секвенца, 10% од нашето портфолио треба да го продадеме и да го чуваме во стейблкоини. Втората секвенца 25. Третата секвенца веќе треба длабоко да влеземе во продажба, односно можеби 50% од сопственото портфолио, за да не ризикуваме како што се случи во претходниот bull market, значи цената да не пробие до овие три нивоа. Со тоа, значи, гледате, значи доколку сме се воделе по логоритмичката проекција на биткоин, ние би биле во длабок профит. Значи гледате, дури и во оваа ситуација, значи ние би продале 10%, 25%, значи веќе имаме 35% продадени од нашето портфолио, што и да не сме продале овде, кога ќе видиме кога цената продолжува да паѓа надолу, овдека би продале повторно уште 25%. Ме разбирате? Значи, логоритмичкиот приказ на биткоин е макро приказ кој што ви покажува каде се наоѓаме во одреден bull market и истиот ви помага, значи не само за биткоин, значи овде само следите како се движи bull marketот и оттаму гледате уствари што да правите со останатите алткоини, односно со она што го имате во вашето портфолио. Дали листите ќе продолжат да се движат нагоре, дали ќе има корекција, значи сето ова е представено преку самиот чарт на биткоин на ова
логоритмички приказ, и истиот на макро ниво е многу голема помош во однос на акумулирање и продавање на коини од вашето портфолио. Значи, она што сакам да ви го воочам е дека моментално се наоѓаме надвор од овој последен левел на Фибоначи секвенцата, што е многу голема реткост и е резултат на сите моментални кризи кои што како катализатор заедно предизвикуваат пат не само на биткоин, туку и на останатите берзи за кои што веќе разговаравме во овој период, но ја користам оваа шанса да ви покажам затоа што ова е нешто што се случува еднаш во многу голема реткост и што не верувам дека ќе го видиме повторно, затоа што најчесто после вакви бурни периоди во светот следуваат периоди на просперитет и развој на економијата, што значи дека можеме да очекуваме дека наредниот bull market, кој што ќе настане практично во 2024 година, значи ќе биде со многу поголем скок на цената нагоре, затоа што еве чисто за проценка да ви објаснам како отприлика тоа ќе изгледа. Значи јас не верувам дека цената ќе излезе многу од овој последен левел на Фибоначи секвенцата, а чисто за да видите што уствари се очекува во иднина, значи 2024 година во мај е следниот халвинг. Чисто да ви објаснам за што станува збор. Значи гледате што се случува. Ние дури да се движиме по оваа долна линија на биткоин, проекцијата на логоритмички практични приказ, ние би се наоѓале негде околу 120.000 вредност на биткоин после самиот халвинг, дури да се движиме негде под самава линија. Значи еве и да не успееме да пробиеме, затоа што како што може да видиме во претходниот bull market, значи му биле потребни од моментот кога паднал 9 март па се до 5 октомври во истата година, значи му биле потребни некои 5 месеци оприлика за да може да пробие званично нагоре над оваа линија. Значи тоа што сакам да кажеме дека еве, дури и самата проекција на логоритмичкиот приказ да не е комплетно точна и да се наоѓаме и под самата линија, значи на последната Фибоначи екстензија, ние би се наоѓале негде во длабок профит доколку продолжиме да купуваме со DCA стратегијата, затоа што се наоѓаме под основните три нивоа на Фибоначи секвенцата. Односно, се што ќе го купите, посебно во биткоин, значи овдека моментално зборуваме за биткоин. Алткоините, како што реков, мора да бидете максимално предпазливи дали навистина верувате во вредноста на тие проекти, дали навистина верувате дека тие проекти ќе го преживеат овој bear market, затоа што се уште не знаеме колку самиот bear market ќе биде катастрофален, односно како ќе се движат светските настани на некој начин и како истите дополнително ќе предизвикаат паѓање на цената на биткоин понатаму, затоа мораме да го проследиме. Значи јас после ова воведување на логоритмичкиот дел од биткоин, односно овој чарт на логоритмичкиот приказ на самиот биткоин циклус, ќе продолжам да го внесувам ова во секој момент кога правиме анализа на биткоин, односно ова ќе биде на некој начин третиот биткоин чарт кој што како комбинација го користиме со претходните индикатори за да видиме до каде моментално се наоѓа цената со корекција на Фибоначи секвенцата во логоритмичкиот приказ. И истото ќе ни биде водилка за тоа каде се наоѓаме во одреден bull или bear market. Значи како што може да видите, секое паѓање под 50% од Фибоначи секвенцата најчесто асоцира на акумулационен период, односно bear market, и обратно, секое растење на цената над 50% Фибоначи секвенца е практично период на дистрибуција, односно продажба на портфолиото кој што сме го акумулирале, што значи сега мора да значи уште една многу битна забелешка овде. Значи доколку биткоин се наоѓа над 50% и имате биткоин, да, тоа е практично добар момент за да продавате дел од вашето портфолио, како што рековме, како повеќе се движи нагоре кон овие високи вредности на биткоин, така се повеќе и повеќе треба да продадеме од нашето портфолио, но не заборавајте дека дури после корекцијата на биткоин, алткоините практично имаат свој раст. Односно мораме да го сватиме тоа дека со изливот на парите од биткоин, односно што уствари сакам да ви објаснам. Еве да го земеме претходниот bull market. Значи дури после овој прв пат на биткоин надолу и негова корекција, значи кога овие пари од луѓето кои што ги акумулирале, чисто да разберете како уствари следува циклусот на алткоини после биткоин, циклусот во однос на bull market. Значи све направиле долар cost average во овој период и сега почнуваме да продаваме. Така, ние продаваме на луѓето само што влегле на пазарот. Односно ние фактички нашиот профит од биткоин
го добиваме со тоа што го продаваме биткоин по огромна цена, за разлика од оние кои што сега моментално легуваат на пазарот и не ги знаат начините на техничка анализа и не знаат моментално кај се наоѓаме. Така, сега, разликата е во тоа што профитот од нашиот биткоин ние моментално можеме да го внесеме во алткоини. Така се прави, значи уште поголем профит во еден булран. Односно, одма после првиот пат на цената на биткоин се очекува раст на алткоините. Односно, целиот тој профит, значи еве сега ти објаснам како тоа го прават професионалните трейдери, односно професионалните инвеститори. Значи целиот тој профит што они веќе го продале во биткоин, сега го внесуваат во алткоини како Ethereum, како ADA, како DOT, оние кои што се да речем во тој циклус на некој начин најголеми претенденти за раст. И со тоа што паѓа цената на биткоин, моментално се остава простор овој одлив на средства кои што моментално испаѓа од биткоин вредноста, односно биткоин маркет капот, да влезе во алткоините, односно се влива прво во Ethereum. Ethereum има свој раст и потоа исто да се случува и таму. Значи Ethereum моментално оние кои што биле во профит поради тоа што акумулирале во овој дел, го продаваат својот профит, го внесуваат во следните алткоини, да речем blue chip коини, како што се ADA, XRP, DOT, SOL, значи било кој од овие што се blue chip најдобри валути, и истите имаат свој параболичен раст одма после Ethereum. Значи во овој сегмент додека биткоин паѓа надоле, имаме раст на алткоините. Значи тоа се случува да речем во некој месец-два највеќе, одма после самиот пад на биткоин, и со тоа званично завршува булранот и сите валути потоа продолжуваат во bear market, каде што сите губат огромен дел од својот маркет кап. Значи тоа е циклусот кој што на некој начин упростено се случува во еден булран, односно во оваа црвена линија каде што имаме максимално продавање. Значи доколку го следиме логоритмичкиот приказ на биткоин и истиот ни покажува, како што може да видите, многу појасно од аналогниот каде моментално се наоѓа bull и bear market, истиот многу појасно ни покажува каде е најдобра, значи како практично да ги алоцираме нашите средства, односно кога е најдобро да се купи 10% од нашето портфолио, а кога е најдобро да се купи 70% од нашето портфолио од стейблкоин во биткоин, ме разбирате? Значи тоа е она што мораме да го гледаме и да го следиме заедно со останатите аналогни чартови кои што ги гледаме за биткоин нормално, и тие ни покажуваат кога е најдобро да се купи како биткоин, така и алткоини. Со тоа што ќе напоменам повторно дека алткоините сами по себе се доста ризични, доколку не верувате во самиот проект, ја не би ви препорачувал да ги купите, се додека не видиме пораст бар над ова максимално акумулационо поле, каде што цената на биткоин е најмала, да речем. И она што би сакал да ви го покажам е, значи доколку на макро ниво вратиме на месечно ниво и погледнеме дека самиот индикатор, овој индикатор каде што можеме да го видиме на логоритмички приказ биткоин чартот, досега целосно ни ги прикажува bull и bear market пазарите. Гледајте го потенцијалот на биткоин во 2024 после самиот халвинг. Јас не можам да гарантирам дека цената ќе стаса до 121.000, но дури и да испадне, значи под ова самиот чарт и да се движи негде под основната вредност на Фибоначи секвенцата, ние повторно ќе бидеме во огромен профит кога ќе стасаме до следниот халвинг, затоа што се очекува дека најдлабокиот, значи како што може да видите, најдлабокиот практично најголемиот дип на маркетот се очекува да биде една година пред халвингот. Секогаш е така оприлика. Значи гледате, една година или во случајов малку повеќе, но секако поентата е дека најчесто една година пред халвингот имаме најголем дип. До тој момент веќе треба да бидеме влезени во најдлабокиот дел од bear маркетот, што во случајов не значи дека ова ќе продолжи надоле. Можеме да имаме корекција погоре до некој погорен дел од Фибоначи секвенцата и цената да продолжи да се движи овде, но се уште да биде во bear маркет, ме разбирате? Затоа ви кажувам дека мора да го гледаме ова од многу аспекти, не само од аналоген, туку и од логоритмичен представ, и тоа да го следиме во целиот bear маркет. Но она што моментално самиот логоритмички приказ ни покажува е дека моментално е една од најдобрите шанси кога треба да купиме биткоин, посебно биткоин, и ќе ги вклучиме прво 4MA,
чисто за да видиме моментално што ни покажуваат истите. Значи, како што рековме, ќе се вратиме на неделно ниво, затоа што овие се моментално сетирани за неделно ниво. Значи, како што рековме, bear market најчесто ни представува движење на цената на биткоин помеѓу 200 неделната просечна вредност и 300, со тоа што 300 е буквално, значи тоа е еден момент кога се случило, тоа е во претходниот bear market, каде што цената само многу кратко во една недела паднала и се вратила веднаш на 200 неделната просечна вредност, и истата најчесто, како што може да видите, се движи блиску до 200 неделната просечна вредност пред истата да продолжи се движи нагоре во следниот bull market, со тоа што моментално буквално се придвижуваме постепено кон ова 200 неделна средна вредност, со тоа што не заборавајте. Значи не значи дека очекуваме во наредна недела да паднеме до 21.000. Ме разбирате? Значи, она што можеме сега да го очекуваме, затоа што веќе се наоѓаме надвор од оваа Фибоначи секвенца, доколку немаме некој драстична вест во светот, како што рековме, како започнување на нова војна или целоста рецесија на цел свет, некој тип на инфлација како што е хиперинфлација, ме разбирате? Тоа би бил момент кој што би ја бутнал цената до оваа 200 неделна средна вредност, но како што може видите, тоа не е крај на светот. Тоа е само одличен момент за добар скок на цената нагоре. Значи, верувајте ми, доколку тоа се случи, има луѓе кои што ќе го продадат, значи сето она што го имаат до сега само за да купат што може повеќе, поголема количина на биткоин, затоа што како што може да видите, логаритмичкиот приказ најдобро ни покажува колку до сега сме изгубиле профит и колку цената на биткоин никогаш нема да се врати на овие нивоа. Ме разбирате? Затоа, значи, она што се очекува, јас парем што очекувам во иднина да се случи, веќе го прикажавме, но повторно ќе го прикажам чисто за да имате оприлика. Значи, како што може да видите, моментално средната вредност на 200 недели ќе продолжи да се движи нагоре. Значи, тоа би било негде оприлика вака. Разбирате? Значи, негде овака оприлика би се движела. Исто и 300 неделната средна вредност. Со тоа што цената на биткоин не можеме да очекуваме дека ќе падне директно овде. Значи, никогаш, како што може да видите, цената не се движи само во еден правец. Значи, веќе имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 недела поред негативна свеќа, што како што може да видиме, доколку се вратиме наназад, скоро никогаш не се случило такво нешто. Значи, ја гледате, и во најголемите падови сме имале само 3 црвени свеќи. Овде. 2 црвени, 3 црвени свеќи. Гледате. Значи, во најголемите падови на биткоин не сме имале 6 последователни свеќи, како што имаме моментално. Затоа и верувам дека во следниот период ќе добиеме корекција на цената нагоре до некој, да речеме, од овие нивоа на акумулација, со тоа што јас би очекувал, на пример, да се движи цената вака. Значи ќе се движи негде паралелно на ова, па нагоре, па потоа можеби повторно надоле, па нагоре. Значи ова би било на некој начин дури да допре до самиот овој, значи дури да добиеме некој тип на допир, истиот нема да се случи како што рековме директно надоле. Значи може да се случи ова, може да се случи ова, па потоа нагоре, па повторен допир можеби, па повторно нагоре, со тоа што како што може да видиме. Овој допир, гледате каде се случува? Значи секој овој допир како се движиме постепено нагоре. Значи, како рековме, дека акумулацијата наша очекуваме да биде од 28 до 32. Дури да имаме некои мали падови, до 26.000, тоа буквално не е никаков проблем, гледате. Значи, кога се движи понатаму, блиску до оваа Фибоначи секвенца во логаритмичкиот приказ, ние ќе бидеме, гледате. Значи, во една година пред халвингот ние би биле негде на 37-38.000 како минимална вредност, блиску до 200 неделната средна вредност, која што не би му дозволила на цената да се движи надолу доколку немаме некој негативен огромен случај во светот. Што значи дека кога ќе дојдеме до халвингот веќе се наоѓаме на максимална вредност која што е веќе поголема од моментов каде што се наоѓаме сега, а сме во влез на bear market. Ме разбирате? Значи тоа е она што сакам да ви го објаснам во логаритмичкиот приказ на биткоин, кој што ни покажува многу подруга слика и многу појасна слика во однос на циклусите и во однос на тоа кога е добро да се акумулира, а кога е добро да се продава. Затоа исто ќе го користиме и понатаму и ќе го користиме во секој момент кога ќе правиме анализа на биткоин. И само за крај би сакал да го покажам и bull market support бендот. Значи истиот е многу битен за да може да видиме, гледате, значи bull market support бендот е целосно испочитуван и во логаритмичкиот приказ на самата цена, каде што се уште се наоѓаме под него. Со тоа што доколку успееме
да пробиеме над него, тоа би бил на некој начин првиот показател дека започнуваме да влегуваме во следниот циклус на bull market. Гледате овде. Значи во претходниот bear market сме се движеле под него, се до моментот кога не сме пробиле над него, со тоа и почнуваме да испаѓаме од оваа зона на акумулација до 50% од Фибоначи секвенцата и нагоре. Значи тоа би бил првиот приказ кој што во иднина ќе чекаме да ни покаже кога сме испаднале од овој bear market и сме почнале да се движиме во наредниот bull market. Значи затоа ќе ги користиме овие индикатори. Вратете назад во видеото доколку го не сте ги сетирале правилно. Значи јас знам дека имам неколку чартови кои што се малку збунувачки кога правиме анализа, но би препорачал да ги погледнете сите видеа претходно затоа што сите има многу битни елементи и сегменти од нашата обука кои што понатаму ќе ви бидат круцијални во понатамошните анализи, затоа што не можеме секоја анализа која што ја правиме на биткоин или на одредени други коини да се навраќаме и да ги објаснуваме сите индикатори, тоа би било премногу долго во видео. Затоа морате да ги погледнете едукационите видеа од почетокот, верувајте ми, значи ќе ви значи многу за да може да ги разберете на тамошните анализи, затоа што како што може да гледате, се по и по комплицирани ќе бидат анализите, но ќе бидат многу по-детални. Ќе вклучуваат многу повеќе јасни информации за тоа каде се наоѓаме и што ќе се случува понатаму на пазарот. Моментално се обидуваме да го развиеме каналот што може повеќе, за да можеме да допреме до што може повеќе луѓе. Како што рековме, поентата на оваа материја е да успееме да донесеме до што повеќе македонски гледачи кои што не може тоа да го направат на англиски јазик. Затоа моментално развиваме неколку канали. Значи моментално имаме Instagram профил каде што ќе ги споделуваме исто овие анализи, дополнително со тоа имаме и Facebook fanpage. Истите може да ги најдете во нашето видео во дескрипцијата и би ве ценеле доколку не следите и на самите канали кои што ги имаме дополнително на социјалните мрежи, кои што дополнително ќе ви ги доставуваат овие материјали директно до вас, наместо да мора да ги барате во самите групи. Нормално нема да престанеме да соработуваме со групите, значи тоа ни беше првиот начин на соработка и многу ги цениме членовите на групата, како и самите администратори кои што ни дозволија да можеме да го развиеме нашиот канал до овој степен. Со тоа, значи ќе се обидеме само да го зголемиме обемот на проширување на нашиот материјал понатаму. И би ве замолиле доколку можете да ни помогнете со тоа, да го споделите овој материјал со оние кои што сакаат да научат техничка анализа и кои што сакаат да се припремат за наредниот bull market. Со тоа нормално може да оставите лайк, да направите субскрипција на нашиот канал на YouTube и како и било каков коментар во однос на тоа што очекувате во иднина. Со тоа би го завршило ова видео, се надевам дека добивте дополнителни добри информации, затоа што ова е многу значителен апдейт на претходниот DCA, значи DCA стратегија, која што ние ја користиме многу и истата како макростратегија многу ви помага во однос на акумулирање и продавање во еден циклус од 4 години, кој што јасно ви покажува кога треба да се акумулира, а кога треба да се продаде одредено добро. И истото може да биде применето не само на биткоин, значи истото може да го примените и на било кој друг, значи друго добро, но во случајов затоа што разговараме за криптовалути, ние ќе се задржиме исклучиво на криптовалутите, вклучиво прво со биткоин. Со тоа уште еднаш ви благодарам што го следевте нашиот канал и се надевам дека ќе го погледнете и следното видео на нашиот канал. Имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.